Ревноста Твоја по Христа Господа, наставник те направи на православните, вистината која ослободува. Никогаш нема да не победат, а? Никогаш. Чест ми е што сум меѓу вакво друштво на големи умови, на борци за Македонија, за нашата вистина, за нашите права и за нашето просветување. Чест ми е што сум и меѓу сите вас и огромно благодарам за Фондација Вечна. Посакувам со секој еден настан и сигурен сум дека бројот на посетители, на заинтересирани само ќе се зголемува и ќе се зголемува. Прво сакам овде да искористам гужва и да дадат јавно ветување панелистите дека ќе одговорат на мојата покана да направиме и емисија на телевизија за да го доближиме делото на Јоаким Крчовски и неговото значење и до најшироките народни маси кои што ќе не гледаат пред својот телевизор, а не може да бидат тука вечерва. Демократски тоа би се рекло, има некој против? Нема. Добро, предлогот е усвоен. Кој знае, знае, нели? Пред да дадам некои своји констатации, мојата примарна улога тука, која што најдраго ја прифатив, е да комуницираме, нели, да ја врзам публиката со професорите, па да започнеме со прашањето дали некој од публиката би сакал да искоментира или да постави некој прашање во врска со... Ајде ќе дадеме предност на господинот, повелете. Само една секунда, микрофон ќе добиете за 3 секунди, да ве слушнат сите. Се викам Илија Митевски, магистер по историски науки, работев во Кратово музео. Напишав околу 20 книги и 2 исторички водичи за Кратово. Пишував и за Јоаким Крчовски пред 30 години и го истражував Јоаким Крчовски. Прашањето дали Јоаким Крчовски е од Кратово, од Кичево или од друго место, но сепак моето сознание да тој е од Кратово. Бидејќи Јован Хаџивасилевиќ, тој е професор од Белград, истражувал и дошол до сознание дека Јоаким Крчовски е од Кратово. А тезата дека е од Кичево ја пишува Ефрем Каранов. Они биле некои суди со Јоаким Крчовски и ој сакал да го тргне од Кратово. И на неговата поврзаност се поврзува и овој бугарин од, како се викаше, можем тек. Не е важно. Ја знам, Северна Македонија јас бев во Кичево, Јаким нема таму име, а нашиот треба овде сите знаеме дека многу, на секој втори човек е Јаким. Значи, моето мислење дека тој потекнал од Кратово. Бидејќи Кратово тоа време било за се школува, требало богати луѓе, а Кратово било тоа време доста богато, благодарение на рударството, и затоа имало и може школува во Цариград и да шета, тој бил и донатор на многу цркви из Македонија. Како го Перово, Свети Димитрија, црквата ја донирал, давал средства, и на други цркви. Тој отворил 2 школи во Кратово. Едното во Царино мало, едното во Риварско мало. Потоа отворил неколку школи во селата, Шлево, Злетово, а потоа има и во други села Кратовски. Значи дал голем допринос за Кратово, па и за Македонија. Ви благодарам.
Не беше директно упатено кон никого. Не беше кон никого конкретно упатено, можем јас само еден краток коментар, ако сакате и после може било кој, ако би сакал да искоментира, нас Охридјани лесно, ние Свети Климент е Охридски, па сега тука си имаме некој наш, иако и за Свети Климент има многу поделени мислења од каде воопшто потекнува. Но поентата е дека тоа не е на крајот ни важно, бидејќи делото е многу поголемо од едно место. Не знам, еве господине, дали знаете, јас не сум само горд Охридјанец, туку и горд шлеговчанец по мојата баба, да. Ето, се најдов. Но делото на Јоаким Крчовски, на сите просветители и на овие просветители денес тука меѓу нас, простете за споредбата, но тоа е гола вистина, е значено и важно за сите македонци. Ако некој има нешто да додаде. Не знам. Јас сум либерален во водењето, вака слободно ми ги повели. Држи фактот дека бил од Кратово, или дека е од Кратово. Така е. Како јас го имаме, да речеме, во Тетово, Кирил Печиновиќ, тетоец. Најверојатно, и тоа е. Но, јас зборувам она што го гледам во науката, а бидејќи не сум од Кратово, а вие сте, сигурно го знаете подобро и сте истражувале по однос на тоа и тврдите дека е од овде. Ја апсолутно ви верувам на вас, бидејќи во Кратово ги отварал училиштата, во Кратово учителствувал и за тоа има докази. Што значи, останатите сепак така и ги кажуваме, дека се хипотези, дали било осломени, дали било само хипотеза, односно нешто што може би и не е вистина. Апсолутно се согласувам со вас, па може би ќе ни дадете и од вашата литература дополнително, ќе ве цитираме и ќе го образложиме тоа онака како што и вие сте го истражували и сте го кажали. Преториум овој учител своја библиотека се наврзувал на ова наука и имал достапност да ги проучи тие книги и да напише книги. И име во музеот како бев директор, и на темата ова, се пишува кратко, како што и кажа колегата. Благодарам и аплауз би замолил за господинот Илија. Заштитена, добра е и може да се случи цел. Супер, еве и начин како да, нели, вмрежувањето секогаш носи квалитет. Следно прашање, слободно храбрете се, споделете ги своите впечатоци, не мора само да е прашање, доста беа експлицитни и интересни панелистите во своето излагање. Господинот со јакната, да, Бранислав Светозаревиќ. Благодарам. Навистина инспиративни говори на панелот. Честитам, ви благодарам многу и на сите кратовчани и на Илија се разбира. Бидејќи многу внимателно ве слушав и од тука имам некоја лична инспирација за да кажам некој збор. Првото она што мене ми импресионираше беше мешаното училиште на машки и женски заедно да учат. Дали имаме информација точно која година е тоа? 1814-та, затоа што тогаш почнува да се потпишува како учител и се претпоставува дека и тогаш е Благодарам. Тоа е ексклузивна информација светска. Во Велика Британија, во Кембридж и Оксфорд до пред 50 години учеа одделно машки и женски. Во Тетово во 1822 година е отворено првото училиште за машки, а во 1850 е за женски. Ова само покажува дека не само што Јоаким Крчовски бил визионер, како што рековте, туку тоа покажува многу нешта за атмосферата
во која се живеело во Кратово. Тоа е многу важно, затоа што родителите требале да се согласат да ги пуштат своите девојчиња да учат заедно со машките. Тоа е висока свест. Но Кратово во тоа време е развиена средина. И тоа не треба воопшто да не чуди што токму во Кратово се јавува. И тоа треба дополнително да го истражуваме и да го истакнеме секаде. Да, уште од средниот век нели се развива преку кратовската школа. Апсолутно. Меѓутоа, вака мешани паралелки во смисол на да учат и девојчиња и машки, мора да се направат компаративни студии, па да видиме каде сме. А јас гарантирам дека ова е уникатен случај. Не во однос на другите македонски средини. Зборувам многу пошироко и континентално. Затоа што знаете дека женските автори, женските поетеси, уметници во 19. век во Европа не смееле да се представат. Така што тоа е она што навистина е фасцинантно. Второто, да речам и третото излагање ме испровоцира да размислувам и да еден апел од тука од Кратово да покренам, ако може така да се каже, а тоа е дека на нас, македонските истражувачи, не ни треба храброст, не ни треба безобраност, не ни треба дрскост. Нам ни е потребна продорност во длабочините на вистината. Вчера излезе вториот том на Македонци од Печат и таму насловот е самиот по себе интригантен во наводници, затоа што зборувам за македонски јазик, нели насловот зборува за македонски јазик од 15. век. А тоа е ваше како ќе одговорите на тоа. Јас ја фрлам ракавицата. Затоа што во книги од Западна Европа пишува македонски јазик. А кој е тој македонски јазик? Македонскиот јазик, цитиран, Боже, Боже мој, вечио остави ме, спаси ме. Мислам дека е јасно за кој јазик станува збор. Значи, нам ни треба продорност во длабочините на вистината. Од таму, оние другите, кои сакаат да присвојуваат, да негираат, тие ќе не прогласуваат за безобразни, за дрски, нели? А некој за храбри. Не е тоа храброст. Храбростот произлегува само од моментот кога ќе се каже вистината, само по себе е храбро. Но спокојно треба да се каже тоа. И ништо повеќе. Зошто? Па ние навистина робуваме на некакви запишани, ограничени, како што беше примерот со и датуми, нели, и некакви простори, но тоа науката не го препознава, вистинската наука. Тоа не смее да биде дел од нас. Ако некој авторитет кажал, тоа е тоа, немој, аман, тоа не смее така да биде, знаеш што ќе ти замерат, ќе те направат партал, замисли. И тоа колегата го кажува. Значи, тоа во науката не се признава. И тука може да се наведат многу примери. Затоа, ја поздравувам, го поздравувам овој собир, ја поздравувам Вечна, што предизвикува една ваква продлабочена мисла кон вистината. И таа не треба никого да плаши,
никого да иритира, туку треба само да восхитува и да поттикнува понатамошна работа. И честитам на Вечна за организацијата, честитам и на панелистите и честитам на Кратовчани, вие сте прекрасни луѓе, толку сте скромни, што едноставно тоа го плени, го освојува човека, а тоа и не сте свесни дека сте такви. Јас ви посакувам само да бидете малку по-горди на себе, и тоа е точно што рековте, тука нема климевци, има јаковци, и ќе бидете горди на тоа, нели, Јокимовци, како што е Јаков од Камена река. Мора малку да се сакате повеќе себе си. Оти имаме примери добри, Охриѓани само се палат, на пример, или Битолчани, клавирите, не знам, конзулите и така натаму, но Кратово има уникатна приказна за Македонија. Ви посакувам се најубав. Благодарам. Повелете. Покренавме едно прашање кое што е мојата потесна специјалност, македонските жени во 19 век. Тоа е фактички јас докторирав на таа тема и излегува неколку изданија на таа тема жени во македонската книжевност, македонското женско творештво, жени во македонскиот фолклор во печот е веќе во 19 век, но и теми жени во македонското револуционерно движење, жени во македонското образование и појавата на македонскиот, пазете, феминизам. И додека на Запад, добро го спомна, до пред 50 години се делеле на машки и женски училишта, во средината на 19 век почнуваат не само во Кратово, го имаме примерот со Прилеп, примерот со Велес, Велешкото црковно училишна општина е едно од најразвиените кој што дава можност да се отварат вакви училишта. И тие учителки образуваат такви генерации македонски жени, горди, кои што знаат да читаат, знаат да пишуваат, знаат да побараат тоа што им треба. Има повеќе примери во кои што постојат една просторија каде што се школуваат машките деца, друга просторија женските, машките имаат глобуси карти, за женските деца една клупа и се е тивко. Учителките се тие кои што на јавните говори, како сега овдека, пред сите се представуваат со таков жар, барајки зошто само машките деца да имаат глобус, зошто само машките деца да имаат карти. И тоа се случува таква револуционерна мисла да ја наречеме ни цела Македонија. Се додека македонските жени како чувари најголеми на јазикот се во првите редови, тогаш македонскиот народ без проблем ги поминува сите потешкоти, бидејќи ние имаме сега повторно се оддалечуваме од темата, меѓутоа важно е да се напомене. Ние имаме заборавена женска историја во 19 век. Имаме такви поетеси. Јас пред 2 години најдов едно ливче со песна и пиеса од македонска авторка. Прво во македонската книжевна историја, која што се надевам дека ќе влезе во каноните на идната историја на македонска книжевност. И знаете каде го продадовме ливчето? Од едната страна песна, од другата страна има драмолетка. Со Пенка и Марајка се нарекуваат две девојчињи разговараат. Во куќа, во Прилеп, кој што се дошло време да се урне, ја уриваат куќата и внатре во зидовите, зад скриени,
се разлетуваат листови хартија. Среќа, човекот што бил газда на куќава, чекате, зашто бидејќи мајсторите не знае што е, мислат дека се тоа безвредни хартии, ги фрлат хартиите. Чекај, таа архива од таа македонска авторка Анастасија Милошова, денеска се наоѓа кај мене, јас објавив неколку студии на таа тематика. И, ова е само еден пример за тоа колку ние се насочуваме само кон едно течение. Тие жени што се школуваат, тие жени што пеат народни песни, тие жени што застануваат во првите редови да се борат заедно со тие илинденците, ние навистина не сме обрнале внимание, меѓутоа има преку 150 жени кои што активно учествуваат во борбите кај Слива, на Мечкин камен и на други места, кои што едноставно на македонската историја ги оставила на маргините. Крчовски и останатите просветители ги вклучуваат девојчињата во тој образовен процес. Со вклучувањето во образовниот процес на девојчињата им се даваат можности заедно со мажите да учествуваат во креирање на јавниот живот, во креирање на насоките во кои што ќе се движи општеството. Така што такви купишта заборавени македонски приказни допрва ние треба да ги откопуваме. Сигурен сум дека беше ненамерна, ова е една можност за една прекрасна паралела на тема вистински вредности. Некогаш во зидовите на куќите криеле хартии со пиеси, нели? Денес 350.000 евра, а многу поголема вредност има ова што професорот Ковиловски го открил. Ова како еден вовед во една тема за дилема што ми се наметна слушајки ве, а тоа е парадоксот на денешното време. Крчовски ги сакал да ги описмени луѓето за да ги ослободи, да ги поттикне на рацио, да ги ослободи од стравовите, догмите, суеверијата, да им даде можност да се стекнат со знаење во време кога тоа било многу тешко. Денес го имаме во изобилство, денес имаме туторијали за се, со 2 клика може да... Јас научив да месам теста, например, за неколку дена. Имаме вештачка интелигенција, може ChatGPT да го прашаме зашто сакаме и да ни одговори најчесто доста прецизно и точно, а сепак чувството е дека никогаш не сме биле како човештво поповршни, по-лесни со тоа и на манипулација, подложни на пропаганда. И ако некогаш мракот доаѓал поради незнаење, денес е поради нашето однесување во однос на сето знаење кое што го имаме на дофат, а не го користиме. Прашањето ми е какво просветителство ни треба денес во споредба со делото на Јоаким Крчовски, освен начините како моделот на Фондација Вечна, како делото на Јуре и сите други луѓе кои што и кога државата е спора или фокусот е на друго место, разбирливо, неразбирливо за кого како индивидуалци или како групи се јавуваат и го поттикнуваат тоа денешно просветителство, предност би дал на дамата, се разбира. Какво просветителство ни треба? Па, првично би кажала дека денес може би не разбираме доволно самите деца. Може би ние не им одговараме на тоа што тие го барат. И вештачката интелигенција не се гледа како табу тема. Затоа што сепак и преку неа може би децата ќе научат нешто, но сепак не треба да се заборави основата. Од каде сме,
треба да одиме, затоа што сепак ако детето не си ги знае своите корени, нема некаква позадина, позади тоа ништо нема да биде од него, затоа што не може само така да го научиме детето тоа што ќе му каже вештачката интелигенција, туку сепак треба да се вметнат оние вредности од дома, но и од самото општество и од образованието. Мислам дека тоа е клучот од каде што треба да потекне просветителството денес, а потоа секако и вештачката интелигенција и се што се наметнува во денешно време и самиот интернет и нели се што се е денес актуелно, но никако не смее да се избегне од тоа што ни го дава нели самата книга како хартија да кажеме, но понатаму секако не може да се избегне и останатото, односно тоа што ни го дава времето денес. Благодарам. Благодарам. Може слободно да се... Да би сакал од сите слушнам, не е вака. Добро кажа Славица, се согласувам со тоа дека воспитанието доаѓа дома. Ние професорите на училиштата, во училиштата можат се да направат, да застават на раце, стои на глава да направат, меѓутоа ако дома им е дозволено на децата да збеснуваат по училниците, ништо не правиме. Просветителството во 19 век, знаете како се одвивало? Цепеков тоа најдобро го образложува во неговата автобиографија. Учителот вика ке не наредеше на клупите и го учевме на памет Оче наш. И како нека зборуваше, ке земеше на ластегарка, па знаеше да распали. Значи, не се согласувам со тоа дека треба да се ластегарки ние по деца, никако. Меѓутоа, мораме да изградиме некакви морални вредности според кои ќе се раководиме. Мора. Ништо не мора, меѓутоа е пожелно. Така што и дисциплина. Без морални вредности, дисциплина и да се почитува хиерархијата. Да, јас во младоста многу привлечно беше анархисти, бунтовници, да. Меѓутоа, за да функционира општеството, кажав, нам ни се потребни функционални институции. Така што од тука почнува просветителството, од функционални институции. И нели како што може да заклучиме и визави излагањето вашиот преска, како еден сублимат на 19 век е дека нема револуција без писменост. Не. Така да и револуциите кои што ги бараме денес на било кое поле мора да се темелат на описменување. Мики, професоре Марковиќ, ако нели го спомнавме апостолот Павле, она што нели македонците барале помош, така. Крчовски е на некој начин, нели, можеби еден од одговорите. Сите се многу векови подосна, да. Сите се одговор на барањето на македонци. И Крчовски му овозможува на народот, нели, сам да си помогне во суштина, описменувајќи го. Има магична формула според тебе како ЈК, например, да се иницијали кои што нема да се поврзуваат прво со Јелена Карлеуша, туку со Јоаким Крчовски. Има нормално. Тренирани сме за провокативни прашања, да. Јасно како не. Доколку медиумскиот простор се покрие повеќе со образовни програми, училиштата се покријат со повеќе образовни програми, мислам дека ЈК ја асоцира само на Јоаким Крчевски. Воопшто на ниту еден друг. А треба ли некој да го откриеме новиот народен говор, односно на кој јазик да се обраќаме, спомна и професорката, до помладите генерации. Јас не се сметам за особено стара, но имам па две мали деца и размислувам тие кои ќе влезат во образовниот процес допрва. Јас се трудам, пример, да сум во тек
со сите трендови, со онака песните што ги слушаат и така натаму, сленговите што ги користат, за да можам да комуницирам со нив, да го откриеме новиот јазик, за да ги раскажеме старите добри квалитетни приказни. Мислам дека јазикот е еден, македонскиот стандарден јазик е кодифициран, тоа прашање е решено. Во јазикот постојат две пројави, стандардна и нестандардна. Стандардната е институционална, нестандардната е вонинституционална. Писмената форма мора да биде стандардна, па дури ако се обидеме а пишуваме ние како што пишувал Свети Јоаким Крчовски, нема да успееме бидејќи не тера стандардно да пишуваме. Затоа е таа таква каква што е. И сега, слободно секој може да користи јазик кој што ќе биде на еден начин деформиран во наводници, но надвор од институциите. Тоа е училиште, телевизија, медиуми, институции, државниоците, профили и така натаму. Јас просто помалку себично не сакам да си трошам повеќе прашања што ги имам за во емисијата, ќе се договориме кога би ја направиле. Уште еднаш да се обратам кон публиката, можеби од оваа кратка дискусија, доколку некој сака нешто да искоментира, сега е моментот. Професор Ќачковска, микрофон ќе обезбедиме за веднаш. Само секунда, микрофон ќе доаѓа, професор. Се чувствам почестена дека сум вечерва тука, со ова прекрасна публика и со овие извонредни предавачи, од кои еве јас сум историчар, доста дознав и треба да биде ваков пристапот кон проучување на македонските личности од 19 век, интердисциплинарен, инаку не можеме само историчарите или само јазичарите да ги проучуваме. Значи, овие први македонски природбеници оставиле темел за да остане нешто македонско, бидејќи после Берлинскиот конгрес, кога ја имаме таа ужасна навала од сите страни на тие пропаганди со кои сакаат овај милетот православен, христијански милет да го направат бугарски, не знам, грчки или српски, значи тоа се најголемиот потпора и база која оставил Јоаким Крчовски и таа негова генерација, природбеници масле, малку после него, за да ние сепак остоиме во нас да остане нешто македонско како трак од тој 19 век, кој се согласувам со колегата Ковиловски, еден навистина од најбогатите историски преполни векове, а за македонците е многу значаен, иако нам ни бил спречено нормалниот процес на национална идентификација како што ја имале соседните народи. Но сакав повеќе да кажам за образованието. Кај нас образованието е катастрофа. Значи, после 90-та година ние побаравме некаква дезидеологизација на наставата, бидејќи од негување на братството, единството, комунизмот, Тито и не знам што кои ги имавме до 90-та година, после 90-та кажавме, нам не ни треба идеологија и воспитната компонента отиде по Вардар, ја пуштивме. Не може вие да воспитувате граѓани на една држава без од најмали нозе, во нив да го внесувате љубовта кон еден Јоаким Крчовски, кон еден Мисирков, не знам, кон еден Коневски. Значи, не може македонец да израсне без да си ги познава тие икони, тие славни личности од своето минато. Значи, проблемот е воспитната компонента во нашето образование. Мора повеќе да се потенцира, значи, тие национални дисциплини, за прво да создадеме национален идентитет, бидејќи кај нас уште е присутен тој југословенскиот идентитет, уште сме свртени назад. Ние создадовме македонска држава во која треба да се негува македонскиот идентитет и да се негуваат вакви личности. Секој македонец, да направите на анкета, јас не знам колку луѓе ќе знаат кој е Јоаким Крчовски. Значи, тоа се страшни работи кои нам на македонците ни се случуваат и кој нема кај ни еден сосед. Толку си ја сакат и си ја познават историјата, ама тоа е проблем во образованието. Јас битки водев кога почна еклектички предмети, не знам, граѓанско образование, не знам как, се предмети на штета на историјата. 30 години поминав,
кај секој министер да се расправам, да се карам, за 40 години се карам, за секој час историја во наставата и во основно и во средно образование. Не може да има добри граѓани на ова држава ако нема луѓе кои си го сакаат коренот, си ги сакаат традициите, си ја сакаат, значи, својата историја. Прво треба да се сакаш себе си, па да бидеш, не знам како космополит или не знам што ни проповеда се друго. И во овој дух ја поздравувам искрено, сум среќна бидејќи дојдо вечерва тука, а особено ова фондацијата Вечна, која има една огромна мисија и се надевам дека ќе ја продолжи таа мисија и понатаму. Благодарам, професорке, и мислам дека и атмосферата е идеална на оваа наша средба со многу љубов за Македонија, да и ставиме на пауза и наредната да ја закажеме во јули во Охрид, така? 16 јули во Охрид. Тоа се само 3 месеци, така да подготвувајте се. Да слушнете како ние охриѓани си ги браниме на нашите луѓе, исто како и вие кратовчани. Мене ми беше огромна чест што бев дел од овој настан, сакам да се заблагодарам на сите учесници. Најголемото благодарам за Фондација Вечна и за Мирчо и за Ацо и за сите вклучени во овој голем проект, да биде вечна, како што е вечна и борбата за Македонија, како што е вечна Македонија. Ви благодарам на сите за учеството од името на организаторот.